Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе ја обработиме глава 18 од Евангелието според Јован. Разговорот помеѓу Исус и учениците, кој започна во глава 13, заврши со Господовата молитва во глава 17. Исус му се молеше на Отецот и се застапуваше за апостолите и за сите негови ученици, а тоа не вклучува и нас. Сакам да знаете дека Исус се уште се моли и се застапува за нас. Молитвата која е запишана во Јован 17 е најдолгата во Светото Писмо, а сепак можете да ја прочитате во рок од 3 минути. Познатиот црковен отец, Свети Августин Хипонски, го дал следниот коментар во однос на последниот разговор помеѓу Исус и учениците и Господовата молитва. Овој текст е едноставен во однос на комплексноста на зборовите, а длабок во однос на вистините кои се поучуваат во него. Исус е уапсен во Гецеманија. Настаните кои се опишани во глава 18 се всушност последните случувања пред Исус да биде распнат на крстот. Всушност, во оваа глава се запишани моментите кога Исус беше уапсен и однесен на суд пред Ана и првосвештеникот Кајафа. Нагласокот на Јован во оваа глава е малку поинаков во споредба со начинот на кој Матеј, Марко и Лука ги објаснуваат сосема истите настани. Во тие три евангелија, нагласокот е ставен на човечката природа на Христос и затоа неговите страдања како спасител се детално опишани. Во првите три евангелија, неколку пати се спомнува моментот во кој Исус им кажа на учениците дека ќе биде предаден и погубен од страна на незнабожците, но и дека ќе воскресне. За разлика од Матеј, Марко и Лука, Јован става особен нагласок на божествената природа на Господ Исус. Во ова евангелие е представен како богочовек и затоа Јован обрнува особено внимание на неговата слава. Токму затоа авторот не ги опишува страдањата на Исус во детали, но пишува за неговото вознесување на небото. Во ова евангелие неколку пати читаме дека Исус се враќа назад кај Отецот. Ке се сетите дека во еден дел од разговорот во горната соба, Исус им кажа на учениците: "Јас се враќам назад кај Отецот." Таа идеја се повторува во глава 13, 14, 16 и 17. Имајќи го тоа на ум, можеме лесно да заклучиме што е тоа што Јован сака да го знаеме за последните денови и часови на Господ Исус. Ајде да почнеме со обработка на оваа глава. Ке го прочитам првиот стих. И штом го рече ова, Исус отиде со учениците своји преку потокот Кедрон, каде што имаше градина, и во неа влезе тој и учениците негови. Додека ја проучуваме оваа глава, сакам да нагласам неколку важни нешта. Прво, забележете дека иако беше Господ и Создател на се, Исус често ги минуваше ноќите на отворено. Се роди во штала во Витлеем, а кога беше уапсен, војската не го најде во голема палата. Како што можете да забележите, додека беше на оваа земја, Исус живееше доста скромно. Главата започнува со "И штом го рече ова". Ова се однесува на неговиот разговор со учениците и молитвата упатена кон Отецот. Исус отиде со учениците своји преку потокот Кедрон. Прашањето е, зошто Исус го напушти Јерусалим и отиде преку потокот Кедрон? Апостолот Јован пишува дека тој и учениците често се собираа на тоа место за да имаат заедништво. Слушнете што пишува во стих 2. А тоа место го знаеше и Јуда, кој сакаше да го предаде, зашто Исус често се собираше со учениците своји таму. Во Евангелието според Лука 21:37 пишува: "Дење проповедаше тој во храмот, а ноќе излегуваше и ноќеваше во гората наречена Маслинова." Колку што можам да се сетам од читањето на Евангелијата, мислам дека Исус никогаш не преноќуваше во градот Ерусалим. Секој пат кога се стемнуваше, тој излегуваше од зидовите на градот и престојуваше или на отворено, или во домот на некој од неговите пријатели. Ова е последната вечер пред да биде распнат. И како и претходно, сакаше да ја мине надвор од градот. Кога заврши последната вечера, им рече на учениците: "Станете да си одиме одовде." И си заминаа. Како што прочитавме, тој и учениците поминаа преку потокот Кедрон и се упатија кон местото наречено Гецеманска градина.
За разлика од останатите писатели на Евангелијата, Јован не пишува за агонијата низ која минуваше Исус додека се наоѓаше во градината. Причината за тоа е бидејќи Јован сака да го представи Исус како некој во кој пребива Божјата слава, а не како некој кој тагува. За разлика од другите евангелија во кои нагласокот е на човечноста на Исус, тука Јован ја истакнува неговата божественост. Слушнете што пишува во понатамошниот дел од Евангелието според Лука. И кога излезе, тргна, како обично, кон Маслиновата гора. По него одеа и учениците негови. Очигледно е дека Маслиновата гора, конкретно Гецеманската градина, беше местото каде Исус и учениците често се собираа. Интересно е да се забележи дека Исус го помина потокот Кедрон. Можете ли да се сетите на уште еден лик од Библијата, конкретно од Стариот Завет, кој го мина потокот Кедрон? Во 2 Самуилова книга, глава 15, пишува дека Авесалом сакаше да се зацари наместо татко му Давид и затоа се крена против него. Ахитофел беше еден од советниците на Давид, кој на крајот го предаде својот господар и застана на страната на Авесалом. Кога се случи тоа, Давид заедно со неговите следбеници го минаа потокот Кедрон. Тој настан беше на некој начин предслика на ова кое го читаме во Евангелието според Јован. Има уште еден важен аспект на овие стихови, кој не сакам да го пропуштите. Зошто Исус отиде на тивко место? Правејќи го тоа, тој им даде на непријателите можност да го уапсат. Тие веќе некој период сакаа да го уапсат, но се плашеа од народот и затоа не сакаа да го сторат тоа во Ерусалим. Чекаа погодна прилика кога ќе биде надвор од градот. Исус отиде на тоа место за да помине време во молитва, но и да им даде прилика на непријателите да го направат тоа што долго време го планираа. Тој не се противеше на неговото апсење. Божиото јагне не се спротивстави на желбата на непријателите да го уапсат и погубат. Во книгата на пророкот Исаија 53:7 пишува: како што е овцата пред стрижачите своји безгласна, така и тој не ја отвори устата своја. Исус не се обиде да го избегне тоа што ќе му се случи. Тоа е навистина прекрасно и го стори поради нас. Се разбира, тоа значеше дека Јуда Искариотски ќе знае каде е Исус и ќе може да ги однесе војниците на тоа место за да го уапсат. Ке се сетите дека религиозните водачи се обидоа да го фатат претходно и тоа неколку пати, но не можеа да го сторат тоа бидејќи се уште не беше дојден неговиот час. Тие настани се запишани во глава 8 и глава 12 од Евангелието според Јован. Веќе некое време сакаа да го уапсат и да се ослободат од него, но неговата смрт и воскресение се случија во времето кое беше определено од Бог, а не кога тие сакаа. Со самото тоа што Исус се тргна настрана од градот и отиде во Гецеманската градина, тој им даде можност на непријателите да ги исполнат своите планови и да го уапсат. Забележете што се случи потоа. Стих 3. Тогаш Јуда, откако зеде една чета војници и слуги од првосвештениците и фарисеите, дојде таму со фенери, со светила и со оружје. Во Евангелието според Лука 22:52 пишува: а на првосвештениците и храмовните управници и на старешините, што беа дошле против него, Исус им рече: како на разбойник ли сте излегле со ножеви и колови за да ме фатите? Колку мина дојдоа да го уапсат Исус? Јован пишува дека беа чета војници, што сигурно значи дека беа неколку десетици. Станува збор за група римски војници, кои добиле дозвола од римските власти за да го уапсат Исус. Не можеме да знаеме за колкава група на луѓе станува збор, но сигурно не биле само неколку, бидејќи војниците и слугите на свештениците се плашеле дека народот ќе се побуни и нема да дозволи Исус да биде фатен. Во Евангелието според Матеј пишува дека дојдоа многу војници, а Јован ни дава до знаење дека дел од оние кои дојдоа беа слуги на првосвештениците и на фарисеите. Лука пишува дека Исус беше зачуден кога ги виде, бидејќи според него воопшто немаше потреба да доаѓаат толку многу луѓе и да бидат опремени со оружје. Слушнете ја реакцијата на Господ Исус во стих 4. А Исус, знаејќи се што ќе стане со него, излезе и им рече: кого барате? Забележете колку добро се носи Исус со ситуацијата. Војниците дојдоа да го уапсат, а наместо да бега, тој прашува: кого барате?
Зошто дојдовте наоружани? Војниците мислеа дека ќе најдат на отпор и дека ќе има потреба присилно да го фатат. Но ако Исус сакаше да ја употреби својата моќ, нивните оружје ќе беа безкористни. Можеме да кажеме дека имаа среќа што Исус не сакаше да се одбрани. Јован пишува дека Исус знаеше се што ќе стане со него. Тој многу добро знаеше дека ќе биде уапсен, предаден на судење и осуден на смрт, а сепак не се противеше. Забележете еден дел, кој за жал многу често го пропуштаме кога ги читаме овие стихови. Му одговорија: Исус од Назарет. Исус им рече: Јас сум. Со нив стоеше и Јуда, кој го предаде. За војниците и оние кои дојдоа да го уапсат, вклучувајќи го и Јуда кој го предаде, Исус беше обичен човек од Назарет. Нивното мислење за него е сосема поразлично од тоа што го кажа Петар. Ти си Христос, синот на живиот Бог. За војниците, тој беше Исус од Назарет. Иако немаа високо мислење за него, сепак неговото име ќе биде исповедано од секој јазик и секое колено ќе клекне пред него. Доаѓа моментот кога ќе му се поклони секој човек, дури и оние кои го предадоа и уапсија. Исус е Христос, Спасителот и Синот на живиот Бог. Штета е што оние кои го уапсија не го сватија тоа. Не само војниците, туку и Јуда не го препозна Исус и не свати кој е тој на вистина. Зошто? Зарем не беше со Исус 3 години? Како можеше да не го препознае? Слушнете што напишал апостолот Павле во 2 Коринтијаните 4 глава, 3 и 4 стих. Ако пак е и покриено нашето Евангелие, тоа е покриено за оние што пропаѓаат, за оние на кои Богот од овој свет им ги заслепил нивните безверни умови, за да не ги осветли светлината на благовестието за славата на Христос, која е слика на невидливиот Бог. Во првото послание до Коринтијаните Павле пишува: телесниот човек не го прима она што е од Божиот дух. За него тоа е безумство и не може да го разбере, зашто тоа треба со помошта на духот да се испита. Токму затоа Јуда не можеше да препознае кој е Исус на вистина. Тој не беше отворен за дејствувањето на Светиот Дух во неговото срце. Оние кои не се спасени не го познаваат Христос, без разлика колку ја читаат Библијата или колку практикуваат религиозни обреди. Некои луѓе не го познаваат Христос. Пред некој ден на телевизија гледав интервју на кое учествуваа представници од неколку либерални цркви кои се изјаснуваа во однос на некои морални и етички прашања. Покрај другото, зборуваа за некој човек кој ја напуштил религијата на јудаизмот и се обратил во христијанство. Да не беше трагично тоа што го кажаа, ќе беше смешно. Според нив, прифаќањето на христијанската вера значи прифаќање на одредени морални вредности. На верата и пристапија од философска гледна точка. Во ниту еден момент не зборуваа за тоа како тој човек конечно сватил кој е Исус од Назарет, дека тој е Месијата, Синот на живиот Бог. Уште потрагично беше што и самите тие не знаеја кој е Исус, а сепак беа водачи на цркви. Затоа, да бидеме внимателни во однос на нашето познавање на Исус. Самото тоа што имаме некаква религиозна позадина или знаење, не е гаранција дека навистина го познаваме како наш Господ и Спасител. Како што ќе видите, кога ќе го прочитаме следниот стих, кога Исус им кажа на присутните: Јас сум, сите тие паднаа на земјата. Авторот на ова Евангелие ни дава до знаење дека и самиот тој беше присутен кога се случи овие настани. Слушнете што пишува во стих 6. Ако ga им рече: Јас сум, тие се повлекоа назад и паднаа на земјата. Тогаш пак ги праша: Кого барате? А тие рекоа: Исус од Назарет. За мене ова е навистина неверојатен момент. Всушност, лично верувам дека ова е момент кога барем за кратко тој ја објави својата слава и им покажа на присутните барем дел од тоа што може да го направи. Јован го започнува Евангелието со зборовите: И Словото стана тело и се всели меѓу нас, полно со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава, слава како на единороден од Отецот. И покрај тоа што им дозволи на непријателите да го уапсат, Исус сепак им даде до знаење дека може да ги порази, но дека не сака да го направи тоа. Јован вели дека присутните се повлекоа и паднаа на земја.
Не паднаа со лицето на земја за да го прослават, туку паднаа на грб. Мислам дека беа збунети и иако не знаеја што навистина се случи во моментот, сепак барем некои од нив беа свесни дека онај кој стоеше пред нив не е обичен човек од Назарет. Тој е славниот Господ. Тој е Бог кој се отелотвори и дојде на овој свет. Ке беше навистина прекрасно сите кои беа присутни да разберат дека Исус е Месијата и дека ги сака. И за нас е денес важно да го познаваме на тој начин. Да знаеме дека Исус не е обичен човек или добар учител, туку отелотворениот Бог. Всушност, повлекувањето и паѓањето на војниците и слугите на свештениците беше исполнување на пророштво запишано во Псалм 27, 1 и 2, каде што пишува: Господе моја светлина и моје спасение, од кого да се плашам? Господе, крепост на мојот живот, од кого ќе стравувам? Кога се приближија до мене злобни противници и непријатели, за да го изадат телото мое, се сопнаа и паднаа. Не само тоа, туку и во Псалм 35:4 читаме зборови кои се на некој начин исполнување на тоа што го пишува во Евангелието според Јован. Еве што пишува таму: Нека бидат посрамени и исмејани оние што ја бараат душата моја. Нека се повлечат и нека се посрамат оние што ми мислат зло. Во Псалм 40:11 пишува: Нека се засрамат и нека поцрвенат сите кои бараат да ја погубат душата моја. Нека бидат вратени назад и нека бидат предадени на подсмев оние кои ми сакаат зло. Токму така требаше да се почувствуваат оние кои дојдоа да го уапсат Господ Исус Христос. Но не се засрамија, бидејќи не го познаа кој е тој на вистина. За нив, тој беше Исус од Назарет, а во реалноста тој беше и е отелотворениот Бог. Слушнете што пишува во следниот стих. Забележете колку достоинствено се однесуваше Исус, иако знаеше дека го чека тешка смрт. Исус одговори: Ви реков дека сум јас, па ако ме барате мене, оставете ги овие да си одат. На оние кои дојдоа да го уапсат, Исус им заповеда да ги пуштат апостолите на мира. За да се изврши словото кажано од него: Од оние што си ми ги дал, никого не загубив. Овие настани се исполнување на молитвата која ја обработувавме минатиот пат. Во молитвата Исус рече: Оче, не загубив ни еден од оние кои ми ги даде. Патем, војската дојде да го уапси него, а не учениците, но сепак Исус се погрижи ништо да не им се случи нив. Слушнете која беше реакцијата на апостолот Петар. А Симон Петар, кој имаше нож, го извади, го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече десното уво. Името на слугата му беше Малх. Ме чуди тоа што Петар не беше уапсен поради ова дело. Стих 11. Но Исус му рече на Петар: Стави го ножот во ножницата. Зар да не ја испијам чашата што ми ја даде Отецот? Во Евангелието според Лука е запишана причината поради која Петар не беше уапсен. Исус го исцели увото на слугата и се беше како што треба. Покрај тоа, самиот Исус побара учениците да бидат оставени на слобода и само тој да биде уапсен. Војската, која дојде да го уапси, го послуша. Дури и во овие тешки моменти, Исус се уште контролираше се. Иако го чека тешка смрт, сепак мирно ја прифати волјата на Отецот. Следниот пат ќе размислуваме за судењето на Исус и како водачите гледаа на неговата личност и служба. Се надевам дека ќе ни се придружите во тоа проучување. До тогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.